Над 500 декари државно земјоделско земјиште во прилепското село Канатарци, кое со децении се користело како пасишта за над 10.000 овци и за кое селаните уредно си плаќале пашарина, деновиве е мета на невидена узурпација од неколкумина мештани. Канатларчани обвинуваат дека станувало збор за луѓе блиски до власта, кои ноќе, во време на полициски час, со трактори ги орале парцелите. Преку ноќ ја онаква изорале парцелата. А чија е оваа парцела? Државна, ја плаќаме од време, неколку пати собира пари, собиравме ние сточарите, ја плаќавме. И шо бидна сега? И сега овде ќе ги зорат, онаму имам уште една сношти се токмија да ги зорат, ама ги спрече полицијата. Ако не вечер, утре вечер, пак се токмат, значи треба да се преземи мерки малце, да има некој казни, не на кој ќе му текни. Јас имам 3-4 трактори, јас можам да орам. Уплашени дека нема да имаат каде да ги напасуваат овците кои им се и екзистенција, тие се пожалија и на незаинтересираноста на општината. Ова е пасиште, ние го плаќаме 30 години ова, не од денеска. 30 не има, да. 30 од 90 година ние си го плаќаме ова на општината наша. Ама немаме никаков помош од општината наша, бевме вчера. Тие не праќаат овде до онде, кај дојме ние. Началникот тука беше, министерот Подрачниот беше и му рекол, шо бидува Зоран, шо бидува. Ќе биде среден с ношти, па тракторите влегоја, па полиција стаса, да не иде полицијата беше изора. Некои од нив пак лути се и гневни на властите, бидејќи аршините за казнување биле различни. Изорав, утринско било, државно, не знам какво го разорав. Ме пријавија, ме казнија 2000 евра за 7 декари државно земјиште. Кај се сега казните овде да онакваме да видиме сега за овие орачите? Луѓето сакат правилно да има. Ова све што гледате све за градија. Иако е државно, не се плашат. Приватни лица, тие се на власта, сега овде мислат кој зна кој се, а никој ништо не се. Само луѓето чута, ама до тука му дојде. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство ни потврдија дека во Канатарци има проблем со узурпацијата на државното земјоделско земјиште, но според раководителот Зоран Пачешковски, тоа траело со години и дека проблемот не бил во нивна надлежност, туку на Инспекторатот за земјоделие, кој пак веќе бил известен од страна на подрачната единица. Пачешковски исто така ги отфрли обвинувањата дека ноќните орања на пасиштата биле со амин на општината, нарекувајќи ги шпекулации.